дезинформации или одредени измами за да заработат, кои што немаат политички влијанија, кои што немаат идеја за политичко влијание. Меѓутоа, како што кажа Борис, нажалост, и тоа не е најверојатно пример само кај нас, туку низ цел свет е така, то по политичките партии, особено во изборен период, се тие кои што највеќе создаваат дезинформации. Што поради нивните програми, што поради да кажат дека оствариле нешто, а во суштина и не е така во претходниот период што работеле. Меѓутоа сега во овој барем изборен циклус, кој што е сега само се уште на кампања на председателски избори, немам приметено било каква употреба, дали на вештачки интелигенции или на некои други методи по-напредни за измама на гласачи на една или на друга страна, иако докажано е дека во суштина, колку и да сакаш да направиш политичко влијание преку дезинформации, е многу тешко да променеш на некого мислење. Најчесто се оди на варијантата да пасивизираш поголемиот дел од членството, затоа што како што кажува Борис, политичките партии знаат дали им одговара да има поголема излезеност на овие избори или помала излезеност на овие избори. Тоа значи дека одредена партија знае, ако има поголема излезеност, јас ќе имам најверојатно на место 2 пратеника повеќе, 4 пратеника повеќе. А другата страна ја прави таа калкулација исто. Си вика, ако има повеќе излезеност, тоа ќе значи дека ќе ми биде многу потешко во коалициските после прегрупирања, преговарања кои ќе создаде влада, да има шанса да биде таа партија што ќе создаде владата. И всушност во таа насока се оди искористувањето на просторот за непроверени информации, неточни информации кои што ќе отидат на... Ево, например, последен пример, единствен што ми е, јас се уште не знам кој одби да дебатира. И немало услови за дебата. Што значи тоа нема услови за дебата? Многу кандидати биле, 7, тоа не е причина, во Америка има по 12 луѓе на сцена што дебатираат, и тоа не за председателските избори, туку тоа за кандидат за да бидеш на партијата кандидатски председателски кандидат. И сега едната страна вика, едните избегнуваат дебата, другата страна вика, другите избегнуваат дебата, и како на двете страни да им одговара ситуацијата во која што ние како граѓани не знаеме зошто нема дебата. На крај никој не знае зошто нема дебат. Тоа е можеби едно од најсилните до сега што ги имам барем во овој. Верувам дека сега кога ќе почне парламентарниот циклус, односно кампањата за парламентарни избори, тука ќе има многу повеќе ситуации во кои што ќе се проба да се насочи граѓаните да се начат наваки или натака, затоа што тука директно, како што каже Борис, нема пари, меѓутоа има индиректно пари. Добивање на моќ, контрола на институции, сето тоа за некој носи привилегии, сето тоа за некој носи дополнителни средства и можност за заработка. Така што